Доаѓаме повторно во студиото, веќе тука до мене е Филип Ацковски, автор на книга која што веќе имам до мене, вели 50 здравствени совети за првите 100 години од животот. Интересен наслов на книгата. Првин, добро дојдовте и ви благодарам што прифативте мојата покана да зборуваме за ова ваше дело. Добро ве најдов, ви благодарам на можноста да поразговараме малку и да ја унапредиме здравствената свест и едукацијата за здравјето на вашите гледачи. Добро, за првите 100 години имаме совети. Понатаму? Па покриени сме. Да се пошегуваме малку сега. Како што ви реков и во воведов, книгата има за цел не толку долговечност, туку квалитет во животот. Секоја година или секој месец или секој ден што го живееме да ни биде во добро здравје и во добар квалитет. Должината на животот нема вредност ако е тоа во болка. Ако е тоа во болка, ако е тоа во лошо здравје, ја губи поентата. Која е идејата за нешто вакво да се напише, се стави на лист хартија? Добро, книгата 50 поголема од 100 е втор дел од еден поголем здравствен проект, здравствен едукатор или топ едукатор, кој што веќе од 2018 година се реализираше. Првото дело што произлезе од сите тие едукативни настани, гостувања, емисии, предавања и така натака беше 50 еднакво на 100, а сега дојде време да добие едно помало братче, 50 поголемо од 100, меѓутоа нешто што е плод на долгогодишна работа и е еден сублимат од бројни колумни издадени во весникот Нова Македонија, кои што им дадовме еден нов аранжман, ги осовременивме со најсовремените здравствени тврдења и позиции во моментов и комплетно малку го променивме пристапот, начинот на кој што е тоа напишано и изведено да биде добар, практичен, што пократок, што појасен за широка публика, меѓутоа пригоден и за новите генерации кои што нели фокусот им е послаба страна, можеби не ќе многу да читаат, а сакаат брзо да дојдат веднаш итно на брза лента се оди сега. Да, па животот е таков. Богам последниве 20 на години, да. Книгата, велите, прави од пациент во партнер во здравието. Тоа е нека символика во... Точно така, јас долго време сум во контакт со тоа што сум фармацевт и здравствен работник, веќе повеќе од 20 и неколку години и добро го познавам здравствениот систем во бројни контакти редовно и во тековната работа и воопшто во животот сум бил со лекари, фармацевти, аптеки, ординации и слично и многу често еден од проблемите со кои што се соочуваме и каде се губи најмногу време е неможноста пациентот да се изрази прецизно околу проблемот што го има. Тоа ќе предизвика можеби нејасноти и кај лекарот. Подолго време да дојдеме до дијагноза, подолго време да се открие што е проблемот и да си помогнеме. Тој паметен пациент што го нарекувам јас знае да ги препознае симптомите на својот проблем, знае да објасни, знае да процени кога мора да одиме на лекар, некогаш можеби и не мора да го трошиме тоа значајно време на лекарот и своето, чекајќи во ходниците, можеме сами дома да го решиме проблемот и ако сме доволно добро едуцирани, со добри познавања, можеме да си помогнеме со додатоци во исхрана или со лекови кои што се без рецепт. Меѓутоа, мора да знаеме и кога ситуацијата е итна и треба да се јавиме неодложно на лекар наместо она нашето традиционално, а ништо не ми е ќе помине. Додека не почне да боли. Тоа може да биде фатално. Така, за кого е наменета? Има ли целна група оваа книга 50 поголемо од 100? Па имајќи во предвид ширината на темите кои што ги опфаќа, каде што се движиме од превентивна медицина и превентивни теми како што е имунитет. Се движиме во хронични болести кои што буквално ги опфаќаат сите лица над 40 години. Детско здравје, женско здравје. Навистина има една широк диапазон и сметам дека на широката публика е наменета генерално оваа книга, меѓутоа корисна е меѓу другите и за менаџери и луѓе кои што сакаат на брз начин да дојдат до информација. Например,
сите ние како родители сме се нашле во ситуација да имаме неодлежен здравствен проблем со нашите деца во период кога тешко некој ќе ни помогне. Ноќе во 12, висока температура, како да реагираме, што да правиме? Оваа книга ќе ни помогне да не паничиме, туку да донесеме правилно решение, правилен одговор, прво правилна проценка, правилен одговор сами да си помогнеме, доколку сме во можност, доколку е таква состојбата, а ако не е, да не чекаме. Така, Тоа е да направиме една проценка. Токму така, целта е да бидеме подобри во познавањето на здравствените состојби, што верувам дека за себе би морало да најдеме време за таа работа. Ако направиме 3, да кажам, подточки или вредности на книгата, кои би биле тие? Па ако може да сублимирам, книгата дава чек-листи за 50 најчести симптоми или состојби ситуации во кои што се среќаваме во текот на животот. Ние или членовите на нашето потесно семејство и не упатува на брзи заклучоци во врска со проблемот, ни дава брзи, конкретни насоки, решенија што треба да направиме, и тоа е првата и многу голема вредност. Вториот дел е дел кој што е повеќе во насока на нутриционистичка насока или правилна исхрана. Даваме насоки за соодветна хидратација, даваме насоки за соодветно исхрани и мени за секоја состојба, бидејќи во најголем дел состојбите, поготово хроничните состојби, потекнуваат и од нашиот животен стил и од нашиот начин на исхрана. Сами сме ние учесници во процесот. Не се случуваат во најголем дел од небо не паѓаат болестите. Нешто неправилно правиме во текот на денот. Апсолутно. И третата, и според мене, најважна цел е превентивната насока. Ние мора да сватиме дека добар дел од проблемите можеме да ги спречиме со еден здрав животен стил, насоките на здравиот животен стил и прифаќањето на нашата одговорност во процесот се многу важни. Овој систем здравствен, каков и да е, како и да го третираме, со сите негови предности и слабости, е тука да ни помогне кога ќе дојде проблем. Меѓутоа, ние не сме исклучени од процесот, ние сме главниот учесник во тој, и ако ние самите не се потрудиме да имаме подобро здравје, не прифатиме собствената одговорност, тогаш веројатноста дека ќе имаме поголем проблем пропорционално раст. Со правилни постапки може да не го оптоваруваме дополнително целиот здравствен систем, што го кажате. Една од темите, малку подлабока на проектот Здравствен едукатор, е и таа, значи дека здравствениот систем има лимити и ограничувања, и фармакоекономски, и човечки, и секакви. И доколку ние за безаздерни проблеми одиме кои што можеме да ги решиме дома, за некоја мала температура одиме на лекар, за некоја си лесна диареја трчаме на лекар. Значи ние го трошиме времето кое што можеби некој итен пациент што значи живот, треба да го заземе и ќе изгуби живот, или можеби ќе му го скратиме времето за диагностика на лекарот. 15 минути има тој. Дали е важно да ги потрошиме за нешто што самите можеме да го решиме, или можеби ќе открие некој си проблем или некоја срцева мана или нешто што е навистина со поголема последица. Така да и тоа е во една позадина, меѓутоа длабоката порака на ТОП едукатор проектот е и таа. Така ќе бараме некакви магични решенија, како што сакате да кажете вие, и зошто инсистирате на таква структура? Па не, луѓето бараат магични решенија во суштина, и тоа е една од проблемите на динамичноста. Кога го видиме белиот мантил, тоа е тоа. Одиме да... Проблемите на динамичниот свет и сите тие полуинформации, квазиинформации што ги добиваме сеитно, се може, се брзо. Да, плюс сега сите сме и доктори по Google доктори. Апсолутно, имаме ChatGPT доктор, имаме Gemini доктор, имаме еден куп кој што ако ништо повеќе ќе не изслуша. Нема да ни противречи и да ни каже туку ќе се прилагоди, ќе ни го каже тоа што сакаме да го слушнеме. Меѓутоа, дали е тоа добро за нас? Значи, брзи решенија во однос на здравјето генерално не постојат. И кога се случуваат брзи под смисла на
хируршка интервенција, што е релативно брза, има свои последици кои што понатака треба реконвалесценција, закрепнување и така натака. Така да скратен пат до здравје нема. Ние сме сами тие кои што го одиме патот, креатори сме, не може да избегаме таа одговорност со секој потек што го знаеме, што повеќе знаеме за себе и за здравите навики, тоа сме поблиску до еден поквалитетен живот, но гаранции нема, се разбира, треба да едноставно се обидеме да го вклопиме нашиот, значи во нашиот секојдневен живот да вклопиме и здрава исхрана, и физичка активност и редовни контроли. Зошто во лето, тоа го имате ставено и во книгата, во лето се опуштаме кога станува збор здравите навики? Па едноставно човечки е кога тогаш ние се отворено и можеме да имаме се отворено, се зголемуваат комуникациите значено и драматично. Поактивни сме на отворено. Тоа е супер, ама отвара ризици. Се зголемуваат значајно ризиците. Ние велиме, добро, нема инфективни болести многу во летно време, на отворен простор сме, нема толку вируси. Тоа е теоретски така можеби за респираторните вируси, ама има други. Имаме ризици врзани со храна. Имаме, значи, и една од основните работи која што велиме е внимавајте како ја чувате храната, како ја припремате, дали добро ја припремате храната, особено во летно време, затоа што бактериите побрзо се размножуваат овдека и едноставно како ја транспортирате низ целиот тој процес. Да не зборуваме за значајно зголемено присуство на инсекти и на други некои преносници на вектори на заболување и не само на заболување, ако не мора да бидат заболувања, може да бидат непријатност, некое чешање или симптоми алергиски како резултат на тие угоди. Се има предности и лоши страни, а од друга страна ние сме поопуштени. Сите знаеме, покомфорно да пиеме ладни пијалоци со мраз во летно време, па затоа добар дел од луѓе во летно време и најмногу страдаат од грло, иако не е сезона на такви инфекции. Нема минусни температури, нема снег. Нема такви ризици. Ризици постојат во секоја сезона. За мини планот, сакав да ве прашам, имате вие некој конкретен мини план за лето што секој може да го следи. Што е тоа? Апсолутно една од бенефитите прецизни на книгите е што сезоналитет се опфаќа и кои се ризиците во секоја сезона. Добро. Летото носи, како што напоменав и во претходното излагање, свои одредени ризици кон кои што ние треба да се спремиме. Еден од тие ризици се и најголем, односно најопасен по здравјето се некои стомачни инфекции и проблеми, диареја и така натака, кои што треба да ги превентивно менаџираме со пофреквентна употреба на пробиотици во летниот период, зголемена хидратација, ако веќе дојде и се случи до проблем поврзан со стомакот, значи една корекција во исхраната, лесна исхрана, мирување додека да се среди проблемот, ако е труење, активен јаглен и други препарати на таа база. Вториот проблем ни е се високите температури и сонцето. Колку што е добро, толку е и лошо. Да. Мора да се штитиме од него, да не излегуваме. УВ зрачење кое што е високо, имаме информации за индекси, сите се над 9-10, ќе бидат и повеќе, може би 11, кој ќе дојде посилно лето. Значи ние треба од 11-12 до 5 да избегнуваме отворен престој на сонце, да носиме капа, да носиме заштитни на очери, значи се тоа во земји каде што е тој проблем со канцер на кожа поизразен, тие цело време носат долги ракави, лесни, независно што е лето или зима, се разбира, бела боја која што бива и така, или летни бои. Значи тоа е втората работа и задолжително една добра хидратација, да не се избегнува тоа, да не ги игнорираме инсектите кои што, како што се менува климата, стануваат, зборувам пред се за комарците и за крлежите, меѓутоа има и други кои што ги има во природа, а се значајно се зголемува нивниот број во овој период. Значи
како што се менува климата, доаѓаат и инвазивни соеви кои што можат и поопасни болести да пренесат и веќе и се случуваат преноси и на нилска треска, и на зика и на други, значи денга и слично. Мора да значи, се внимава од се. Мора да се внимава повеќе, мора да се користат репеленти, почесто да ги покриваме кога сме во природа овие делови од телото, особено навечер. Тигрестиве комарци кои што ни се веќе одомаќинати не признаваат ден или ноќ. Тие работат цел ден како беше, немаат преки, ни живеат подолго. Односно екзистираат и до октомври, ноември, например, ако е времето топло, а веќе е топло. Така да не смееме да игнорираме, значи треба да сме спремни за најмалку тие три проблеми. Кажете ми, кои се најчести проблеми во лето кога сме дома, па и кога сме на одмор? Знаеме да земеме пола аптека со нас кога одиме на одмор. Од што да превенираме, од што да се плашиме, од што да се заштитиме. Колку што е тоа можеби звучи малце хипохондрично и така натака, бидејќи обично имаме услови и на самата позиција да земеме, мудро е да има човек една основна летна аптека во која што ќе се содржат, сигурно. Значи, па да, зошто да паничиме ако сме спремни? Да, нашиот притисок ќе биде помал во однос на тоа. Значи, апсолутно треба да бидеме подготвени со некои антипиретици, аналгетици за болка, за покачена температура, креми, рековме, за заштита од сонце со повисок заштитен фактор, веќе ПСК е стандард поготово за дечињава кои што ги покриваме, да не забораваме правилно да ги користиме, после секое одмивање дека треба да се нанесе повторно крема за заштитен фактор. Доколку дојдеме во ситуација да велиме народски да не удри сончаница и така натака, значи таа ситуација е релативно сериозна. Треба да се тргнеме од сонце и можеби ден-два да мируваме во соодветна поладна просторија, да ја зголемиме хидратацијава. Доколку дојде до некој убод што ќе предизвика алергиска реакција, ако е тоа локално, ќе користиме одредени топикални креми, гелови за да се намали. Во некои случаи може да е тоа и генерализирано и на цело тело, во таква ситуација или не дај Боже гушење или отоци на лицето, во таква ситуација итно мора на лекар да се еме, затоа што е тоа сериозна алергиска реакција. Така да, и како што напоменавме, да се внимава што се јаде, каде се јаде. Не препорачувам стрит фуд исхрана во летно време на позиции кои што по цел ден стојат на отворени бутки и така натака. Да, тоа е голем ризик. Ризикот е голем. Како се чува, што се чува, од каде ја купувате хранава, маркетов сериозен е или штеди струја на фрижидерите. Тоа не се играчки. Ризикот може да биде многу штетен, стомачни бактериски инфекции може во болницата ве однесат. Така да, навистина треба да се внимава и како се подготвува и како се транспортира месо, поготово мајонез, млечни производи, нешто што на 40 степени Целзиусови во текот на денот. Ќе дојдат. Така да тоа е. Во однос на крвниот притисок, зошто треба често да го мериме и кои се вашите препораки кои што ги имате ставено во ова дело? Па добро, со нашиот систем тука, значи на стандардни контроли, секој вработен на некоја динамика од 1 до 2 години, зависно од професијава, треба да прави анализи, крвни анализи, притисок и основни други анализи. Меѓутоа, луѓето кои што имаат, значи, генетски предиспозиции од нивните родители и така натака, или по други роднини, луѓе што се веќе на 35-40-45 година, треба повеќе внимание да обрнуваат на овие фактори. Крвниот притисок знае да биде тивка болест. Ние можеме релативно добро, некои луѓе, релативно добро функционираат, иако 120-80 е стандарден, да речеме, во медицината како стандард. Ние можеме со години и со 160-100 да функционираме без да чувствуваме проблеми, ако ние нашиот така склопен организам. Така функционираме ние. Ние сме динамични, ни треба такво нешто, но тоа не е добро. Тоа е штета огромна, притисок за нашиот
крвни садови, за нешто срце, за нешто очи, за нешто бубреци. Значи контрола на крвен притисок треба да се прави редовно, поготово ако знаеме дека имаме проблеми и да не се игнорира. Тоа само од себе нема да помине доколку има реални основи за оваа состојба, не е инцидентна ситуација. Како народ дисциплинирани сме? По овие прашања што ги отворивме сега? Не е тешко да се констатира дека не сме дисциплинирани и дека сите сметаме дека знаеме се и сакаме, зборам се генерализирам, не е убаво, меѓутоа така е општо размислување, значи општа констатација со честни исклучоци. Еден на 10 предпоставува модели домата на контроли. Сакам да речам генерално кога е превенцијата во прашање. Нашата свест е ниска, заради тоа и се работи овој проект. Ова е една од, повторно велам, позадинските длабоки цели на проектот. Да сватиме дека ние работиме во корист на сопствената штета ако ги игнорираме работите и ако немаме време за нашето здравје. Затоа тоа е работа за која што мора да имаме време. Има критичен период од животот кога повеќе треба да се грижиме за нашето здравје? Апсолутно, значи состојби кои што се врзани кога си млад и си полетен, нормално е дека луѓето помалце се занимаваат со оваа работа во 20-тите, во 30-тите години. Што не значи дека не е коренот на некои проблеми почнува од таму. Нашево тело има рок на траење, секој орган прецизно е пресметан, колку поише го трошиш, толку полошо ќе те служи како возилата што ги возиме. Ако нив можеме да ги сервисираме редовно годишно и да не дискутираме со сервисерот зошто се прави тоа и така натака, најмалце што треба да направиме е нашево тело да му помагаме. Меѓутоа, значи генерално сите ризици над 40-45-та година се зголемуваат. Кај женската популација таа е релативно позаштитена во однос на кардиоваскуларни заболувања и така натака до периодот на менопауза. Значи генерално проблемите, зборувам во општа генерализација, се помали зависно од ситуацијата. Ако имаме голема обезност, ако имаме други некои проблеми и порано ќе се јават, се разбира. Меѓутоа зборуваме кај еден просечен човек. Значи тука веќе после 50-та година ќе започнат проблемите. Ако е кај машкава после 40-та, кај женската после 50-та. Кога почнува се да крцка. Па така е. Значи нашиве зглобови не се исти веќе после 40-50 години. Кај мажите после 50-та година веќе имаме други проблеми ризици кои што се појавуваат врзани со машкиот полов систем, врзани со простата. Затоа и тука има системи и правила кои каде ве упатува матичниот лекар, кои превентивни прегледи кога да ги правите. Значи стануваат веќе задолжителни да се прават. Ако се кај жените, тоа прегледи на градите, мамографија и така натака. Кај мажите се проверка за бенигна хиперплазија на простата или, не дај Боже, некои други посериозни проблеми. Така да тоа е еден систем превентивен, кој што кога ни го сугерира лекарот, не треба да го игнорираме, зашто добро ние и немаме време. Да. Рано фатен ризик, значи помала штета. Зошто не учиме дека превенцијата е па и повеќе од половина здравје? Апсолутно сте во право. Заради тоа е и важно овој процес да се започне од мали нозе, од градинка, да не трчаме кога ќе заболи, туку кога ќе видиме дека нешто пуснува да не е. Примерот што го даваме дома према нашите деца е иста работа која што треба да функционира. Јас често пати сум коментирал на менијата кои што ги добиваат во градинките на пример. Здрави генерации ќе изградиме само ако има свесност дека превенцијата е клуч. Така да тоа е еден долгорочен процес. Јасно е дека животот тече и секој си има приоритети, ама не смее здравјето да биде не приоритет, а да стане приоритет кој ќе отидеме во пензија. Тоа ќе биде касно више, затоа што се акумулирале тие работи. И да ни е приоритет, тогаш нешто ни тежи. Ќе има проблеми кои што само ќе ни го комплицираат животот.
Која ви е целта со издавањето на оваа книга? Што сакате да постигнете кај гледачите, кај јавноста? Клучната цел е будење на зголемување на здравствената свест, будење на свеста дека сме сами учесници во процесот на нашето здравје и носиме најголема одговорност, а не нашиот матичен лекар, ние бидејќи за себе. Се занимаваме и за нашите најблиски и едноставно креирање на ситуација во која што ќе бидеме поподготвени за сите ризици здравствени кои што неминовно ќе се случат. Да не бидам сватен погрешно, ние можеме и совршено да се храниме и совршено да бидеме активни и така натака. Повторно може некој непредвиден ризик да се случи кој што не зависи од нас, меѓутоа ние и тогаш ако сме добро едуцирани, ќе знаеме како најбрзо и најсоодветно да реагираме. Ова е тоа што ни го дава ПС по големо од 100, а претходно и ПС еднакво на 100, меѓутоа на друг начин и за други теми. Да бидеме спремни затоа што стојам на тоа дека ако за нешто вреди да потрошиме време, да знаеме повеќе независно од која професија сме. Тотално неважно, е за нашето здравје. Сигурно нема да биде тоа залудно потрошено време или залудно потрошени пари и нема, значи, како вело за здравје не се штеди, така? Апсолутно, ако не платиме сега, ќе платиме после. Од тоа нема бегање. Така да подобро е после ќе биде со камата. Ќе биде со камата и ќе биде со непријатности и со неквалитет во животот, а целта на овие активности е да го зголемиме животниот квалитет, не само годините. Туку како што реков на почетокот, како ги живееме и како ги трошиме годините. Се да не останеме должни на нашата публика, на нашите гледачи, каде може да се најде ова дело, оваа книга и каде може да ве најдат како експерт, како човек што може да им даде совети понатаму во животот. Значи книгата 50 по големо 100 и 50 еднакво на 100 може да се најде онлайн на страница.мк на линковите, може да се најде во книжница литература, во бројни аптеки во Скопје и низ Македонија кои се наши поддржувачи, што е и природно за ваков еден проект за подигање на здравствена свест. Може да ми искомуницираат на topeducator.com или другите социјални мрежи, каде што активно се споделува здравствени совети и сугестии кои што го напредуваат здравјето, а и други, нели совети, така да се разбира со драго срце ќе помогнам за унапредување на разбирањето на одредени проблеми, каде што се разбира сум компетентен и за унапредување на здравствената свест. Филип Ацковски, јас ти благодарам што денеска беше дел од Студио 10. Навистина се направивме еден убав разговор. Се надевам дека гледачите запамтија, запишаа неколку совети, оние кои што тоа не го направија ќе може да ве побараат. Кажавте каде, па со следното дело повторно ќе ве чекам тука во студиото. Ви благодарам уште еднаш. Ви пожелувам успех понатака. Готово. А почитувани, овде ќе направиме уште една кратка пауза, па ќе се вратиме повторно во студиото.